Врз основа на член 27 и член 28 од статутот на општина Битола и член 53 од деловникот на Советот на општина Битола, ја отворам вонредната седница на Советот на општина Битола со следниот дневен ред. Почитувани членови на Советот на општина Битола, врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа, член 28 од статутот на општина Битола и член 53 став 1 од деловникот на Советот на општина Битола, ја отворам вонредната седница. Согласно член 28 став 3 од статутот на општина Битола, пред да отпочнеме со работа, да гласаме за оправданоста на причините за свикување на вонредната седница. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам едногласно. Врз основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата присуствуваат 24 членови на Советот, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локална самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучувањето. Ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Точка број 1. Решение за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на статутот на ЈПП ЈЛП Битола. Точка број 2. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цени на услугата за користење на лизгалиште при ЈПП ЈЛП Битола. Точка број 3. Решение за давање на согласност на одлуката на управниот одбор на ЈКП Водовод Битола со МБС 401-1236 за подигање на банкарска гаранција обезбедена со солемнизација со извршени клаузули за потребите на ЈКП Водовод Битола со МБС 401-1236. Точка број 4. Решение за давање на согласност на одлуката на управниот одбор на КЈП Нискоградба Битола со МБС 401-1279 за подигнување на банкарски гаранции обезбедени со солемнизации со извршени клаузули за потребите на КЈП Нискоградба Битола со МБС 401-1279. Кој е за предложениот дневен ред, ве молам да крене рака. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Минуваме на првата точка од дневниот ред. Решение за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на статутот на ЈПП ЈЛП Битола. Процедурално, бидејќи се работи за вонредна седница и бидејќи материјалите се испратени до советниците, меѓутоа не се одржани комисии, би сакала да го замолам директорот на јавното предпријатие за паркинзи, доколку може да ни објасни за што се работи. Па на говорница, да. Почитувани, јас денес сум овде за 3 работи. Да поздравам, да се извинам и да побарам. Прво, почитувана председателке, почитувани советници, да ве поздравам и да ви се заблагодарам од моје име и од име на јавното предпријатие што денес дојдовте на вонредната седница. Причина една сме ние, а наскоро ќе ви ја кажам подетално малце. Да се извинам за ви пореметивме некој редовен, како што е редот, ритам. Денес е празник, честит напомош на сите што го слават, но итноста налагаше да ја закажиме денес.
А на плоштадот Магнолија веќе неколку дена траат активностите и можам да кажам со задоволство дека сме по план за поставување на лизгалиште. Тоа лизгалиште можат граѓаните да го видат, се е во ред, се оди по планот и мислам дека ќе стигнеме на време тоа да го отвориме. Единствено што гледам како пречка е утрешните попладневни врнежи на дожд. Се надевам дека нема да бидат обилни, така да можеме и отворањето да го поминиме согласно закажаното. Немаше ова вака да биде и ја користам приликата да им се заблагодарам на останатите јавни предпријатија кои што ни помогнаа. Значи не е заслуга само на јавното предпријатие, тука беше вклучен секој во оној дел во кој што можеше да помогне и им благодарам на сите што несебично ни помогнаа. Останатите јавни предпријатија од градот, кажав, поедини службеници во општинската администрација вработени навистина беа доследни на нивото на задача, да ќе ги спомнам лично и ќе ги пофалам кај нивните раководители. Поедини приватни фирми кои излегваа во пресрет така инцидентно, без надомес, без ништо, и да им се заблагодарам на трпението на оние угостителски објекти во околината и трговски останати објекти кои што мораа да не истрпат во еден дел. Се надевам дека ова ќе биде успешна приказна на задоволство на сите. Претходно од страна на јавното предпријатие бе направени сите потребни контакти со определени субјекти кои што ќе ни требаат во работата, инспекцијски органи и така натаму. И од таа страна е од страна на БЗР потребните мерки, пошто сепак се работи за лизгалиште, осетлива работа, може да има и несакани појави. Се е завршено и на крајот остана ова финалното кај вас. Статутот на ЈПП и ЈЛП мораме да го смениме, односно да го дополниме само со уште една дејност, за да можеме ние да стопанисуваме онака како што треба со лизгалиштето, и затоа пред вас е одлуката во точка 5 на јавното предпријатие во член 13 да додадеме шифрата 93.29 останати забавни и рекреативни дејности не споменати на друго место, за да можеме ние согласно статутот да ја прошириме дејноста и да работиме таму согласно прописите. И уште една одлука на управниот одбор. Дискусиите беа долги, но не беа анонимна беше одлуката да им даеме на граѓаните пристапна цена. Ние ги гледавме сите аспекти и одлучивме на вистина таа цена да биде достапна за секој. Образложение за цената. 100 денари за еден сат, неколку пати помалку од сите останати лизгалишта, за да може секој оној што сака, празници се, економската ситуација ни е таква каква ни е, ама да можеме да му овозможиме на секој оној кој што сака да се лизга, и мислам дека цената од 100 денари е повеќе од популарна. А потоа, кога ќе почнат училиштата со работа, да им овозможиме организирани групи од основните и средните училишта да се лизгаат, значи, ќе дефинираме процедурата, по претходно најавена поголема група, со доставен список од одговорниот во училиштето, цената за нив да биде 50 денари. И мислам дека е согласно економската состојба во која се наоѓаме, за може секој да си дозволи. Тоа беше накратко објаснувањето, не беше многу накратко, ама имав потреба да ги спомнам овие работи. Ви благодарам за времето одвоено и се надевам дека позитивно ќе се произнесите по овие одлуки. Ви благодарам, директоре. Се надевам, ако има дополнителни прашања, ќе ни одговорите, тука ќе бидите. Во ред. Отворам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Повелете. Благодарам, председателке, почитувани колеги советници, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Зимата е време кога очекуваме радост, дружење на празничната магија што ќе ги разубави нашите денови. Од
Деновиве сме сведоци како општината неплански и без визија, односно во последен момент презема активности за реализација на ова лизгалиште. Сведоци сме дека уште не пред реализирањето и употреба на ова лизгалиште кое треба да го разубави нашиот град, имаме преголем револт кај граѓаните за несоодветната локација. Затоа сакам да запрашам како е можно ваква одлука да се носи во последен момент, на ден пред пуштање на лизгалиштето, односно јавното предпријатие Паркинзи денес закаснато да бара промена на дејностите кои што ги врши. Тоа значи дека се продолжува политиката на купи-ден продај, односно се носат одлуки базирани врз идеи кои настануваат во последен момент, со тоа се прави хаос. Ние, да, се што ќе биде добро за граѓаните го поддржуваме, но не поддржуваме локацијата на која што се наоѓа ова лизгалиште, бидејќи настанува хаос во централното градско подрачје, има револти од угостителите и од обичните граѓани, за разлика од кога Социјалдемократскиот сојуз во 2020 година обезбеди бесплатно лизгалиште на паркингот кај спортската сала. Со тоа сметам исто така, иако сега сме на првата точка, би сакал да кажам и за втората точка, односно ние сметаме дека кога нешто се прави, мора да биде достапно тоа за сите граѓани, тоа да биде бесплатно, бидејќи во лизгалиштето најповеќе го користат најмладите. И со оглед на тоа што градоначалникот во својата изјава при промоција на ова лизгалиште кажа дека има доста помош од доста приватни компании и јавните предпријатија кои треба да бидат сервис на граѓаните, сметаме дека има можност општината и јавните предпријатија заедно со, како што кажавте, со поддршката на приватните компании, да ова лизгалиште биде бесплатно за употреба на сите граѓани и секој да може да си дозволи да го однеси своето дете или помладите генерации да можат да го посетат ова лизгалиште. Не може да кажете дека тоа е невозможно, кога во 2020 година тоа беше возможно, можно е и денес да се направи. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор или прашање, бидејќи има одредени работи кои навистина сега ги слушнавме од директорот. Така да, доколку имате прашање или барате збор, повелете. Јас ќе земам кратко збор. Почитувани присутни, почитуван директоре, јас навистина морам да ви честитам на храброста што сте се нафатиле за вакво нешто во толку краток временски период. И мило ми е што кажавте дека денес би излеговме во пресред, бидејќи во јавноста сме прикажани дека ние си го некиме градот, дека ние некиме работи за градот и така натаму. Моето станување на говорница денес има една цел, а тоа е дека сите овде советници кои што се избрани од граѓаните исто толку сакаат и нивниот град да биде убав и нивниот град да биде за Нова година онака како што прилека на битолчани. Меѓутоа, за жал, ние од вас разбравме дека во Битола ќе се поставува лизгалиште. Зборувам за мене лично и за дел од колегите кои што појма нема. Ние од вас разбравме дека на 20 декември некој планира да отвара лизгалиште, бидејќи ако знаевме претходно, зошто не би одржале и состанок, и заеднички не би поразговарале, можеби ќе најдевме и подобра локација, можеби ќе бевме вклучени повеќе во целиот процес кој е добар за граѓаните. Сведоци сме пред неколку години имаше лизгалиште во Битола и навистина луѓето уживаа во тоа и се што е ново и добро во градот, секако дека секој од нас ќе го поздрави. Меѓутоа, навистина морав да станам на говорница и да кажам дека не може во градот да одлучуваат тројца луѓе и денес сите да сме донесени пред свршен чин за нешто
кое што ние сите тука заеднички треба да го изгласаме. Што ќе се случеше доколку вие денес дојдевте и овде не ви се изгласаше лизгалиштето? Тоа е веќе поставено. Таму веќе работните активности се при крај. Дали еднаш ќе сватиме дека не може да се прават работите, како што рече колегата, купи ден помини. Не е во ред. На завршени активности ние денес држиме, никаков проблем не е држењето седница. Нас тоа ни е работа, ние за тоа тука земаме плата. Меѓутоа не е во ред на завршени активности да носиме, да не можеме ништо да смениме, да не можеме ништо да прашиме. Јас сум сигурна дека и вие имате мал милион проблеми со кои се сочивте овие дена и сигурна сум дека цела таа одговорност во моментот е на вас, бидејќи ние немаме во моментот никаква одговорност, бидејќи појма немаме што се прави. Меѓутоа да, поддршката ќе ја добиете. Сакав само да кажам дека не е во ред да разбериме еден ден пред отворањето дека на некој во агендата му е и дата одредена, и место одредено, и начин, и се. Би сакала само да ве запрашам, може би кажавте, ама не слушнав, на кој начин сме го добиле или сме го изнајмиле или начинот на кој што е стигнато лизгалиштето на вистина не можам да го разберам. Чисто информативно за мене и за граѓаните. Ви благодарам. Забелешки да ги прифаќам. Јас се извинувам што јас, не известив. Се извинувам од една обична причина, што, како што кажавте, фала ви на констатацијата, секој ден носеше некој мал милион обврски и немаше јас да стигнам се, не им се заблагодарив претходно на сите вработени што се внесоја секој во својот дел за ова да стане и ја прифаќам забелешката. Верувајте дека и мене ми беше, како што кажавте, денот наеднаш леташе заради тие обврски, а лизгалиштето изнајмено по пат на јавна набавка. Значи, јавната набавка е достапна на системот за јавни набавки, тендерот го распиша јавното предпријатие за нашето јавно предпријатие, ЈПП ЈЛП. Повелете. Би сакал да го запрашам директорот, како вработените во јавното предпријатие Паркензи преземаа действија за реализација на нова изградиште, кога во дејноста на јавното предпријатие, односно вашето барање до управниот одбор за денешната седница на управниот одбор за вршење на таква дејност, веќе не беше изгласано. Денес треба ние да го гласаме, па вие да се занимавате со таа дејност. Како Паркинзи, тој дел не ми е јасен, ако можете да го појасните. Значи, јас ви кажав дека периодот беше многу краток за да дозволиме ние некоја комоција да ги направиме сите работи по ред. Ме разбирате? Се ова е направено како што доаѓа активностите. Значи, редовната седница на управниот одбор на кој донесена одлуката како органи на 11.12. Ние ви ги пративме, но терминот за ставање во функција за жал беше на 20. Дали ме разбирате? Јас претходно се слушнав телефонски со членовите на управен одбор, сите работи, формалностите да ги завршивме, бе известени дека ние мораме да го направиме тоа нешто од јавните предпријатија, дека ни се доделува таа одговорност. Ова се настанува заради краткиот рок за кој што моравме да го реализираме. Ве разбирам наполно, забелешката ви е на место. Јас не ни очекувам дека некој нема да прифати ваква работа што предпоставував. А рокот беше тој. Редот на работите налага така како што кажавте. Значи, управниот одбор на состанок ја потврдува или не, согласно оправданоста, носи одлука, а вие после треба да ја усвоите. Јас не ни очекувам, забелешката ви е на место, само верувајте дека рокот беше тој.
Дали некој друг бара збор? Повелете. Благодарам председателки, почитувани колеги советници, директоре. Најпрво да се заблагодарам прво до координаторите на советничките групи, кои што на одржаната координација на 13.12. Бевме известени од директору дека е потребно да се одржи вонредна седница и од страна на сите советнички групи, координаторите, беше едногласно прифатено да се одржава вонредна седница, бидејќи се работи за една, да речам, нова активност во делот на зимската приказна и би тоа по примерот на големите европски метрополи, Виена, Белград, Берлин, ќе има лизгалиште и ова е навистина една добра активност за најмладите во нашиот град. Исто така сакам да упатам и јавна благодарност и до директорот и вработените кои што посветени одговорно од рано собајле до доцните ноќни часови работеа, односно помагаа во делот на поставување на ова лизгалиште и се надевам дека одлуката ќе биде едногласно усвоена од страна на сите советнички групи. Тоа што кажи колегата Петар, ова се става фактички во една законска рамка, како и понатаму, доколку има некакви активности во наредните години, јавното предпријатие да има законски основ како да функционира со одреден ценовник, промена на дејности и така натаму. Претходно каже и колегата, во 2020 имаше лизгалиште, меѓутоа тогаш не беше сменет ниту статутот за работа, ниту имаше некаква обука во однос на вработените. Директорот, како што информира, ги презел сите мерки со цел функционирањето на лизгалиштето да биде согласно позитивните законски прописи. Се надевам дека сите заедно, како што се договоривме на координација, ќе ја поддржиме оваа одлука. Ви благодарам. Благодарам. Повелете, колешки. Јас само кратко. Целосно, моето обраќање ќе беше поклопено со обраќањето на председателката на Совет. Сега ни кажи колегата Бојковски, координаторите излекоја во пресред одма на ова идеја. Мене единствено ми е криво што ова не беше навреме, може сите ќе можевме да придонесиме да биде побрзо, поедноставно и да бидеме информирани. Едноставно, за мене многу се неприфатливи работите кога не носат до свршен чин и тоа е најповеќе што ми смета, за да сега во моментот кога една племенита добра работа во пресред на празниците правиме, имаме вонредна седница и дискутираме за тоа. Затоа не разбрав зошто цел овој период на ваков начин ги движиме работите. Верувајте, сите ќе поможевме во наш делокруг и колку што можеме тоа да е побрзо, поедноставно, во избор на локацијата, во сите работи. Сега мислам дека е веќе и касно за овој совет, имам уште помалце од една година, да се сменат можеби работите, меѓутоа сите овие години функционираме на истиот начин. Благодарам. Благодарам. Некој друг прашање или збор? Повелете. Ви благодарам, председателке. Само да прашам, значи, бидејќи рековте, директоре, дека и јавно може на системот да се види дека одело јавната набавка. Јавната набавка правевте вие како јавно предпријатие или општината? Јавното предпријатие без надлежност прави јавна набавка. Дали е тоа законски? Проблемот е во што, значи, не е проблемот во времето, не е проблемот во желбата, туку постапување надвор од законските надлежности. Рачунајте дека било кое јавно предпријатие, еве тука е директорот Ниско градба и водовод, да направат набавка за нешто што не се надлежни. Тоа значи прекршување на законите. Директор е прва работа. Втора работа. Колкав е капацитетот на лизгалиштето? Зборам во еден момент колку деца може да имат? Деца, возрастни, небитно.
вака, само кој ќе поставите прашање или да ви одговори, пошто не се слуша на камера, нема да можат другите да слушнат. Директоре, ако некој ќе заврши Корлевски, тогаш ќе одговорите, оти не ги слушат, ние ги слушаме тука, меѓутоа не се снимаат одговорите. Добро, ајде ти поставам тие прашања, па после ќе значи колкав е капацитетот и дали имате значи колку паркинг места има во централното градско подрачје околу сатот кај што е поставено и дали имате дозвола или нистење од Министерството за внатрешни работи за создавање на сообраќајен метеж во центарот на градот. Во однос на луѓето кои ќе дадат посетители. Дали добивте и такво некој мислење? После ќе Повелете. Советниче, во моментот кога, значи ви кажав, краток е рокот, јас претпоставав дека во јавното предпријатие е веќе променета дејноста и одма пристапивме кон креирање на јавна набавка. Пошто предпријатието веќе еднаш го стопанисуваше, после видовме, арно шо видовме. Разбирате? Оти ние ќе дојдевме тука на седница, сите ќе претпоставувавме дека имаме. Јас таква ми беше претпоставката, вистина. И пак ќе одевме, ќе донесевме цена на, или немаше да донесеме цена на оваа седница, ќе одевме без дополнување на статутот. Само еден превид да можеше тоа да не направи. Среќа што вработени за да го провери и тој дел. Ме разбирате? Тоа беше. А ние имаме 120 парализгалки кои можеме да ги издајме и тој е максималниот капацитет. Сега максималниот капацитет со лизгалиштето, пошто временски услови дефинираат тука, не сме да биде температурата повисока од 10 степени, не сме да има преобилни врнежи од дожд, тогаш ќе го затвориме од технички карактерот и нема да има услови за лизгање, ќе се топи мразот. Ќе зависи, значи тој мраз се троши, може и да го намалуваме ние капацитетот согласно условите. Инако и предвидено е некој ако прави бела, некој ќе се лизга и на никому нема да му пречи, некој ќе прави бела, ќе треба да го извадиме така да некогаш и муабетот ми и 30 можат многу да бидат како капацитет на она површина, инаку толку колку што има лизгалки 300 квадрати е лизгалиштето, 300 метри квадратни, димензии 20 на 15 метри и 120. Секако нема да има, пошто побарувачката за одредени величински броја, вие знаете, поголема нема да се не, и така ќе се дефинира, не мислам дека ќе се исполни тој капацитет во целост. Заради безбедноста и подобро е така. А ќе биде на располагање на граѓаните, ако сакаат, сите ќе имат можност да уживаат во лизгањето, 60 дена ќе биде на располагање во градот, така да мислам дека сите што сакаат ќе имат и време и можност и начин. Директоре, мислам дека може и не се разбравме, или не се разбравте со колегата. Оно што јас сакам да ве прашам е, дали јавното предпријатие Паркинзи смеело да објави јавна набавка без имање дејност? Значи, дејноста ја менуваме денес, односно ја додаваме. Вие, во моментот кога сте распишале јавна набавка, не сте имале дејност, бидејќи тоа не било поминато на совет. Мене ме интересира како сте распишале јавна набавка без да имате дејност. Значи, тој момент ме интересира и дали сметате дека тоа е, што би рекол колегата Бојковски, согласно позитивните законски одредби. Бидејќи тие законски одредби велат дека треба да имате дејност. Значи, ако може само тоа да ми го кажете, бидејќи може да се случи било кој да покрени било каква постапка во предпријатието и за предпријатието, бидејќи сте распишале јавна набавка, а сте немале дејност. И второто мое прашање е, не слушнав колкава е сумата која што е одредена за лизгалиштето. Чисто ме интересира дали вие како предпријатие ќе го покриете, дали општината, дали имате донатори. Ме интересира сумата колкава е и
дали таја ќе оди од буџетот на јавното предпријатие за паркирање. Поднос на вашето прашање, јас не можам да ви одговорам, запознат сум со системот и со правилата за јавни набавки. Во делот дали ние сме направиле прекршок или не, ќе морам да се консултирам со некој постручни или со некој кој има овластување за таква работа. Не мислам дека е направен прекршок, пошто Законот за јавни набавки ја дефинира постапката за распишување на јавната набавка, но сепак ќе проверам. Тоа, извинете, ама ни на крај памет не ми доаѓаше заради брзите рокови за кои што моравме да реагираме. Пошто е предвидено да има одреден надомест, ако ние го исполниме тој дел финансиски, апсолутно, значи да не сме во загуба, така е начелно договорено, остатокот ќе видиме по завршувањето на 60 дена или сезоната, колку што ќе дозволи за да се лизгаме. Се надевам дека ќе бидат целосни 60 дена. Со донатори и со такви работи досега јас немав никакви контакти, претпоставувам дека во општинската администрација се. Ме разбирате, не знам како е тоа уредено, но ние одиме комерцијално и ќе видиме, ако надмашиме, ако тоа се зависи од бројот на посети на лизгалиштето. Ви благодарам. Директор, извинете, дури сте таму. Не ни одговоривте на прашањето која е сумата што е платена за лизгалиште. 2 милиони денари, мислам дека спомнав. Тоа го имаме изнајмено ние? Изнајмено е, да. 2 милиони денари. За период од 60 дена. Добро. А сумата, рековме, ќе обезбедите вие како предпријатие или ја имате покриено со донатори? Сумата се исплаќа после завршувањето на лизгањето. Значи, ние сумата исплаќаме од кој ќе завршиме, од кој ќе се демонтира лизгалиштето по 60 дена. За тој период ние комерцијално работиме со 100 денари карта, ви кажев. На крајот од 60 дена, ние ќе мора да исплатиме целосната сума, ние како јавно предпријатие. Затоа треба ние да ги приходите да ги покриеме. Затоа не можеме бесплатно ние да го изнајмиме. Тоа е убаво и било убаво, тогаш одел начинот поинаку. Ги обезбедила владата, па после ги донирала, барем така разбрав. Сега ние ќе мораме, што праша Чулаковски, не може фете тогаш да ви одговорам, ние ќе мораме да извадиме пари за да исплатиме сумата. Јавното предпријатие е тука, договорен орган, ме разбирате? Ние мораме да ги исплатиме средствата. Повелете. И уште една работа, директоре, бидејќи ние треба, тоест вие како јавно предпријатие, значи, ако ова беше поставено по спортската сала, кај што имате голем паркинг, бидејќи овде имате за 30 паркинг места, така? Не 120, 60 еве нека има во еден час. Во 8 часа, значи, ќе можете да направите, значи секој дете треба да и со родител, така да плати и паркингот 30 денари и ќе ги помножите 30 дена 1800 или месечно 14.400 самодни во 60 дена 432.000 денари само од паркинг ќе земевте. Од друга страна 100 денари за 60 деца во 60 дена, значи работни, идеални услови збораме, 1.442 милиони денари, така само ги покривавте. Сега 1.440.000 можете по 100 денари да извадите само по 60 деца, еве зборам, оптимални 60 дена. Ама без паркинг. Значи истовремено ќе ви работеше и паркингот кај спортска сала, немаше да биде празен. Значи затоа се бира и локацијата, правиме муабет. Затоа што ваш интерес на јавното предпријатие е тоа што го изнајмувате да бидете рентабилни. Значи вас не ви е во интерес да развивате туризам или тие работи, дејноста си има која работи таа работа. Вашиот е економскиот дел, значи околу таа работа, околу оправданост. Значи сега, од една страна, ако има 60 деца таму, нека идат колек, пошто немаме јавен градски превоз,
после 80 години ни се случува тоа во општина Битола, кај ќе се паркираат тие луѓе? Ќе се ствариме дополнителен сообраќајен метеж прво, а второ, нема да имате место за паркирање или да добивате дополнителен приход вие како јавно предпријатие. Или на некоја друга локација кај што може да имате толку. Бидејќи кога го знаете капацитетот на лизгалиштето, колку деца во моментот може да има, мора да одберите локација каде што ќе некој би дошол со нешто таму. Тоа е во ред. За тоа зборуваме исплатливоста и местото каде може да се работи таа дејност. Иначе се во ред. Зимска приказна, убаво е, централно градско подрачје, што вели колегата, се пренеси во наше во центрите, во другите светски метрополи, меѓутоа има тие катни гаражи, се имат, ние немаме ништо та работа. Благодарам. Благодарам. Јас ќе земам кратко збор. Директоре, ние денес овде, ако не изгласаме ова точка, ако не гласаме, ќе излези дека ќе треба некој да оди онде и да го собери лизгалиштето. И цел град ќе мисли дека ние не ќе имаме лизгалиште. Согласно сите законски прописи, вие како јавно предпријатие без да имате дејност не можете да распишете јавна набавка и сведоци сме дека за тоа луѓе се приведува и притворува во изминатите неколку дена. Ние немаме кривична одговорност и ние нема за ништо да одговараме, меѓутоа би сакала да размислите колку луѓе се инволвирани во цел овој процес. Бидејќи не носите денес пред свршен чин. Никој не е против лизгалиште. Никој не е да немаме таква атракција во градот. Меѓутоа, директоре, кажете ми дали сте смееле оваа цела постапка да ја направите без денешната одлука која треба да ја донесеме. Дали сте смееле? Јас ќе ви дам 5 минути пауза, ќе ве замолам да се консултирате и ние да се консултираме. Меѓутоа, сакам, ако може, да добијам информација, односно мислам дека сите тука би сакале да добијат информација, иако, како што кажа колегата Бојковски, сите се сложивме и сите сакаме да има лизгалиште. Меѓутоа, би сакале да знаеме дали денес ние одлуката ја носиме отпосле и со ова ништо претходно не било законски и според пропис направено. Бидејќи таму ќе има деца, кои што утре други ден, не дај Боже нешто да се случи, цела оваа постапка ќе биде наназад разгледана. Размислете за луѓето кои што ставиле подпис и кои рекле дека ова може вака. Ве молам, ако не ви е проблем, само 5 минути пауза, ќе ги замолам советниците да не излегуваат, да продолжиме седницата. Благодарам. Продолжуваме со работа. Директорот ќе ни одговорите или... До овој момент јас добив различни мислења од сите што ги контактирав, така да јас конкретен одговор не можам да ви дам, а експерт не сум. Значи јас се извинувам што не можам да ви дам. Тој што е повикан за да даде одговор, кој ќе стигне одговорот, веројатно не знам, упатено е прашање до Бирото за јавни набавки и можевме тој одговор да го сметаме релевантен, но упатено е и не знаеме кога ќе добиеме одговор. Така да не можам точно да ви кажам. Моето мислење е мое мислење, јас го задржувам моето мислење, лоша намера во никој случај ниту имав, ниту ништо. Ви кажав дека мислев дека веќе има дејност предпријатието.
После го видовме и среќаш го видовме. Оти ќе го стопанисувавме без дејност. Тоа е. Не можам да ви одговорам конкретно, извинете. Директоре, јас не сум експерт, меѓутоа, кога имате проблем со Бирото за јавно набавки, се испраќа барање со прашања и истото треба да ви одговори. Може да ми кажете кога имате испратено писмо? А денес јас од станав на говорница, вие пуштивте писмо до Бирото за јавни набавки. Дали смеевте или не смеевте да распишете јавна набавка? Навистина ми е многу жал, директоре, што денес сте донесени во таква ситуација и пак ќе речам се, ова да беше пред 2 недели, ќе поминеше без никаков проблем, никаков апсолутно проблем. Меѓутоа, јас би ги замолила службите, кратко, само ќе ги замолам советниците да останат, да се јават, да го побарат градоначалникот, бидејќи директорот не може да ни кажи, а вчера бевме сведоци дека за злоупотреба на службена положба претходен директор на јавно предпријатие, исто како пред 2 години што кажува дека е во ред, не е во ред, дали може да дојде градоначалникот да ни кажи како на сред Битола, во центар на градско подрачје, се појавува лизгалиште поставено, без запазување на процедура. Ако може, чисто јавете се ако е во можност да дојде веднаш, а ако не, ќе си продолжиме со точката за 5 минути. Продолжуваме со работа, бидејќи добив информација дека не можел да дојде градоначалникот, дали некој друг бара збор? Повелете. Благодарам, председателке. Многу е жално што нарачателот на овој проект не може да дојде и да му објасни и на битолската јавност и на советниците во Советот на општина Битола, како советниците повторно во стилот на ВМРО ДПМН се повторно доведени пред свршен чин, односно да биде во јавноста прикажано дека битолските советници се против лизгалиштето и да се шири позитивната новогодишна магија во нашиот град. Сакам да појаснам до битолската јавност дека Социјалдемократскиот сојуз, односно советниците од СДСМ, не се против ова лизгалиште, се против постапката и купи ден политика која што се води во нашиот град. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека ниту градоначалникот, ниту општинската администрација не смееше си дозволи и да, доколку ја имаше оваа идеја, на само 10 дена пред Нова година, да не тера на советниците да носиме вакви одлуки. Мислам дека е многу срамно, дрско и безобразно да се носат советниците пред свршен чин. Знаевме дека иди Нова година, кога се имаше таква идеја за реализација на еден ваков, пак ќе кажам, одличен проект, иако не се согласуваме со дел од локацијата, бидејќи на Стрет Магнолија се прави хаос, а има многу други локации во нашиот град, и не се согласуваме повторно граѓаните да имаат финансиски товари, односно кога ние,
како општина, како јавни предпријатија, наплаќаме даноци, плаќаат луѓето сметки, плаќаат еве конкретно за јавното предпријатие паркинзи, наплаќаат пари од паркирањето во градот, наплаќаат пари од казните за непуштање на порака. Мислам дека можеме како општина да обезбедиме 60 дена, 30 дена бесплатна забава за најмладите и на вистина оваа визија да се преточи како нешто добро за нашиот град. А ова од една страна да се сака нешто да се направи, а да се нема план и визија, едноставно е ситуацијата што е денес. Хаос на само ден пред нешто што требаше да биде убаво за нашиот град. Затоа СДСМ оваа точка нема да ја поддржи, односно ќе гласа воздржано, не заради тоа што сме ние против лизгалиште во нашиот град, туку за дрскоста, безобразноста на општинската администрација за се она што сака да го спроведи во нашиот град. Повеќе советниците нема да бидат жртви на незакани, туку да не носат пред свршен чин. Во смисла на закани сакав да кажам дека во јавноста ќе се спинува дека советниците од СДСМ се против лизгалиште, како некија да има во градот новогодишна магија. Не, ние сме за, но во оваа држава и во овој град мора да се почитуваат некои законски постапки. Дали некој друг бара збор? Јас ќе земам. Сакате? Ајде после вас ќе станам. Како и се до сега, така и денес, не може ништо да помини со арно, не може ништо да помини онака како што треба, со договор, со објаснување на процедури, со запазување на постапки, бидејќи самиот директор ни кажа дека не може да ни одговори, а градоначалникот не може да не удостои со своето присуство. Лизгалиштето е веќе поставено во центарот на градот и за некои 10 минути ќе бидеме сведоци на наслови од типот поинаку неки лизгалиште во Битола. Не, ние ќе гласаме за и ќе повикаме да се испита целата постапка која што била спроведена од страна на јавното предпријатие за паркирање. Во овој момент, навистина, треба да се запрашаат сите колку луѓе се земени, што би рекле битолчани, на душа, бидејќи во последните 10 дена сме сведоци на апсења баш за јавни набавки. Значи, луѓе се апсат за ваква работа и сметам дека ова ќе биде доволен пример како некој прави што сака во јавните предпријатија. А градоначалникот, малку му беше изгледа еден директор со кривична пријава, сака да има уште еден или уште неколку. Тоа го оставам на него, имаше можност да дојди тука, да ни објасни, да се договориме. Мене ми е навистина смешно денес после нашите прашања да се пушти по барање за мислење од Бирото за јавни набавки. Меѓутоа, поинаку не и нема да биде против лизгалиште или против Нова година или против се друго, бидејќи во изминатите 2 години се она што не сака да направи Коњановски, вели дека се криви од поинаку. Еве денес нека повели, нека прави. Повели колега Бајковски. Благодарам председателки, почитувани колеги советници, директори, јавност. Сведоци бевме, прво кажуваат дека од СДСМ биле за лизгалиштето, ама ќе гласале против. Вакво нешто може само тието да го смислат. Благодарност до колешката Габриела Илиевска, советничката група на поинаку, што ќе дадат поддршка за ова лизгалиште. Сакавме
и директорот сакаше да направи една добра активност во рамките на зимската приказна. Очигледно дека на СДСМ и добрите работи кои што се прават во градот им сметаат, ама за тоа ќе си видат кога ќе дојдат локалните избори, повторно ќе бидат жестоко казнети, бидејќи сакаат да кочат и да обструираат. А сведоци бевме дека во минатото и кога се правеше мостот, кога го раскопаја, дел од советниците вика ако треба и незаконски да направиме ништо па да се откочи работата на мостот. И се доведовме во ситуација во неизвестност да ги држиме граѓаните кои што следат оваа седница дали Битола ќе остане со лизгалиштето или нема да остане. Сепак мислам дека граѓаните најдобро ќе судат и јавноста кој сака да се прават добри работи во градот, а исто така граѓаните после ова ќе се запрашаат како во 2020 година без никаква променета дејност работеше лизгалиштето на спортската сала. Без никаква дејност, струјата се трошеше, која плати струјата, каква штета тогаш се направи. Тоа и за тоа можеби ќе треба да се позанимаваат институциите, а прекршување од оноја што го знам нема во постапката, бидејќи се оно што се прави е во интерес на сите граѓани. Ова не е за одредена категорија на луѓе само. И уште еднаш сакам да му честитам на храброста на директорот и на сите советници кои што ќе се одржат и ќе дадат поддршка на овој проект, бидејќи Битола од едно мрачно место 4 години кога беше СДСМ на власт од 2017 до 2021 не видовме ништо од нив. И очигледно дека она радост и сите оние пишувања кои што ги има во медиумите на СДСМ им сметаат и сакаат да плукаат. Но за жал очигледно тешко им оди со тоа, па сакаат сега со некакви блокади тоа да го направат. И подоцна да видиме сите ние криви како совет колективно, бидејќи тоа што кажуваат дека советниците во советот на општина Битола не сака лизгалиште. Сепак ние треба да видиме одговорни, затоа сме и тука сите избрани. И се надевам дека и тие кои што нема да гласаат ќе дојдат дали сами или со своите најблиски и ќе ги користат услугите на ова лизгалиште, кој што навистина треба да прерасне во една традиција во нашиот град во зимскиот период, да може да има лизгалиште по примерот на сите европски и светски центри во светот. Ви благодарам. Станав само за еден дел на колегата, значи јас и колегата Чолаковски бевме советници. Се работи за сосема различна постапка. Тогаш јавното предпријатие за паркинзи не распишуваше јавна набавка. Тука во овој момент спорно е објавувањето на јавна набавка. Тогаш се работеше за донација, да се сложувам дека требало да се смени и да се додаде можеби дејност, меѓутоа ако било така и ако сте имале сознание 3 години зашто не сте потекнале никаква иницијатива во врска со истото, бидејќи тоа е спротивно на закон, а ние сме тука да ги почитуваме велите законите. Значи нас по 3 години ни велите дека и тие праја така, се и ние ќе правиме така. Единствената причина заради која што ние даваме денес поддршка е тоа што го имате послано лизгалиштето на сред плоштад. Ако не помини ова одлука, ќе треба да го крените и да го однесите. На сите деца му имате кажано дека ќе има лизгалиште. Ама ова денес во Советот ние немаме кривична одговорност, меѓутоа не значи дека е исправно и дека за ова нема да има било каква постапка. За жал, храброста на директорот или наредбата, не знам, не можам да кажам,
Можно е многу да го чини. Секој одговор кој ќе стигне после носењето на оваа одлука е залуден. Дали бил позитивен или негативен. Отпосле не може да се покрие ништо. Само, што би рекол народот, крстете се да не се случи некој куршлус. Оти ништо нема да ги спаси. Ви благодарам. Двајцата имате кренато рака. Повелете. Благодарам председателке, колега Бојковски, како да ме разбериш и како за џаве да зборував овде на говорница, дека баш ќе станите од ВМРО ДПМН, ете, вие како советник се одваживте, дека ќе ме спинувате по јавноста, како Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е против лизгалиштето во Битола и младите да се радуваат и да споделуваат новогодишната мај. Не, СДСМ не е против. И многу убаво кажав дека не сме против лизгалиште, доколку тоа се предвиди со време. Односно, уште во месец септември, уште лани, јавното предпријатие Паркинзи си ставеше во програмата, ја воведеше ова дополнителна дејност. Како вие имавте визија да направите лизгалиште, а ви текнува на само ден пред пуштање на употреба да менуваме постапки. Тоа е спорното. Спорно е и локацијата, бидејќи на сред плоштад, на мал простор, се става такво огромно лизгалиште, а од страната нема доволно паркинг простори. Знаете дека во градот владее сообраќаен метеж. Покрај тоа се става на локација на строго заштитено градско јадро. Знаете дека имавме случај со поставувањето на звездите. Сега искрено не сум правник да знам како е постапката за поставување на лизгалиштето и дали повторно е потребна таква дозвола и мислење од конзерваторско за заштита на културното наследство. Не би навлегувал на тие теми, но сакам да му посочам на битолската јавност и многу добро кажав дека ние не сме против лизгалиштето. Ние сме против купи ден политиката на ВМРО ДПМН, односно кога поединци се собираат во некоја канцеларија и му текнува преку ноќ да правиме ова, да правиме она, без при тоа да се запазуваат законските процедури. И сега, како што кажав преге, советниците сме ставени пред свршен член, или ќе поддржиме нешто, или ќе бидеме осудени дека сме против лизгалиштето. Не сме против лизгалиштето. Доколку се беше со време предвидено, со време си беа обезбедени средства, сега имаме јавна набавка од 2 милиони денари, од кај што не знаеме кај ќе ги платиме тие 2 милиони денари. Кај се предвидено тие 2 милиони денари во предпријатието дека ќе имат пари да ги исплатат тие изнајмување на опремата за лизгалиштето. Ајде, кажете ми, Бојковски, кај се тие предвидени 2 милиони денари? Шо, ако нема интерес во градот, хипотетички да кажеме, ни еден учесник не се лизга наредните 60 дена. Фала. Повелете, Бојковски. Благодарам, председателке. За интерес на јавноста, јас се информирав во општинската администрација, дори беше поузата. Значи, одобрение за поставување на урбана опрема има за лизгалиштето. Колегата, сега локацијата, паркинзите, немало да има паркинзи таму. Очигледно си бара рачка, што викат луѓето, само да не гласа. За лизгалиштето, ама ќе гласа воздржан. Тоа ќе му го објасните вие на младите. Често се обраќате како сакате да се грижите за младите, па сега викате нема да има интерес, никој може нема да се качи. Тој дел не можам аз да си го објаснам, граѓаните може ќе си го објаснат и соодветно ќе ви одговорат на вашите тези кои што сакате тука да ги прокламирате. Лизгалиштето е за најмладите. И претходно имаше еден приватник кој што стопанисуваше и имаше интерес.
Може вие тогаш бевте помал, па не одевте во парко. Не знам. Сепак јас мислам дека грешна политичка проценка правите во овој момент, ама то најдобро вие си знаете, тие што ја водат вашата политичка партија, како ќе гласат. Предпоставам, долку вас ако ве прашаше некој, дали ќе дадевте поддршка, ќе дадевте, ќе гласавте. Меѓутоа, од партија ви рекоа не против, многу политички поени можеби ќе собери локалната самоуправа и поарно да ги закачиме и да нема лизгалиште. Не е добро така, да знаете. Ви кажував неколку години, дури бевте централна власт, упорно ме убедувавте дека во правилна насока се движите. Ви кажаа луѓето. 150.000 луѓе само ви дадаа поддршка. Тоа е и уште помалце ќе имате, да знаете. 9.000, 10.000 гласа имавте на парламентарните избори, да не се сведите да бидете трета политичка партија во градот и после да клаите клучо на партијата и Ако може за точката, не за СДС да слушаме историја на наука. да, може за точка. Ајде, ако може сега. Имаме поважни работи од историјата на СДСМ. Така е. Сепак, јас сметам дека ваква активност беше повеќе од потребна за градот и се што се прави е нова содржина во рамките на зимската приказна треба да биде поддржан. Не очекував искрено јас од вас вака да се однесувате, меѓутоа вие најдобро се знаете. Ви благодарам. Колега Бојковски, повторно не ми одговоривте каде се предвидени 2 милиони денари за исплата на лизгалиштето. Дали се импровизации, хипотетички анализи и токму тоа кажав јас не кажав дека нема да се лизгат. Хипотетички да предпоставиме ако нема ни еден посетител. Од кај ќе се исплатат тие пари, а јавно предпријатие распишува конкурс за јавна набавка без да има предвидено пари, барем до овој момент во програмата нема предвидено 2 милиони денари за реализација на овој проект. Да, ние сме и повторно гордо ќе кажам дека ние сме за лизгалиште, но во оваа држава мора да се почитуваат законските постапки и не може преку ноќ да се прават и да се реализираат идеи. Како општинска администрација задолжително треба да имаат јасна визија и план каде нашата општина се движи. Односно, ако ние сакавме да имаме лизгалиште во нашиот град, што повторно ќе кажам, ја поздравуваме таа работа, но не смеевме да се дозволиме ваков хаос, а исто така, не знам колку ги следите вие социјалните мрежи и незадоволството од градот за избраната локација, дека се отежнува движењето на нашиот плоштад и исто така и сообраќајниот метеж што е настанат во нашиот град, ова ќе биде дополнително. Да, доколку била друга локација, воопшто не би било спорно и доколку јавната набавка си се спроведеше многу порано, со време Советот донесеше одлуки и утре имавме лизгалиште. А да, кажавте приватен сопственик наплаќал за лизгалиштето. Општина Битола, како што кажав и претходно, е сервис на граѓаните и кажав дека наплаќаат јавните предпријатија, општината наплаќа даноци, дека за најмладите, како што кажавте вие, можеше доколку општина Битола сака да покажи дека се грижи за најмладите и сака да ја зголеми новогодишната магија, можеше и со приватни компании и општината и општинските предпријатија да возможат бесплатно лизгалиште за сите. За жал, таква е финансиската состојба во нашата држава, не секое дете има можност да обезбеди 100 денари, да плати и да се лизга на лизгалиштето кое го најавувате. Фала ви. Само едно подсетување сакав да кажам. Ме подсети колегата Петар. Минатата година
или годинава, мислам дека беше, не ме фаќате за збор, мислам дека годинава, ни се смеа по портали дека имавме објавен конкурс за новогодишно украсување во март. Се сеќавате? Во март имавме оглас за новогодишно украсување. А денес, еден ден пред поставување на лизгалиште, носиме одлука за поставување на лизгалиште. Толку треба да знаете за начинот на кој што функционираат работите во општина Битола. Повелете, директор. Директорот бара, ако сакате. Извинете што сега јавувам уште еднаш, сакам да појаснам нешто што не мислам дека беше битно, пошто излезе поголем проблем. Да ви кажам дека навистина тука се донесо во ситуација да се осеќам како да сум направил нешто лошо. Со сите мои најдобри намери, ви благодарам на сите што го кажавте добронамерно, но намерите беа искрени, да им се дај на битолчани лизгалиште. Секој нешто сака да ужива. Има некои што нема да можат да уживат, не сакаат, не му дозволува здравје, старост, години. Ако беше тоа некој греф, тогаш ќе одговарам. Дали било ке спортската или не било ке спортската, дефинирано беше од многу работи, пошто и треба приклучок за солиден напон. Пошто во спортската имаме сега интернационални надпревари, јас не велам дека вашата идеја не е добра. Имаме интернационални, нема простор тој паркинг да ги собери сите, поуште да затвараме еден дел. Се донесе одлуката, побаравме локацијата, имаме приклучок за вода, ни треба атмосферска канализација таму. Паркинг места околу локацијата има. Имаме зоната кај Борово, зоната околу сатот, затворениот паркинг е стаклената, се е на помалку од минута пешачење, паркинг места има. Само да ви кажам, значи и тој аспект го гледавме. Не е за приходот од паркинзите, пошто сега се празници, ние за разлика од други колеги не работиме во недела и во државни празници. Други предпријатија работат. Сега има неработни денови, имам изгубен приход, ама лизгалиштето ќе работи и нема да плаќаат паркинг. А има паркинг зони околу. Значи таа дилема да ја расчистиме. Јас се извинувам што не дозволив, верувајте, се осеќам виновен што не дозволив еден превид во јавното предпријатие вторпа да ми се случи. Јавната набавка не е до крај реализирана, договорот не е подпишан, не се направени никакви парични трансакции по основ на истата. Јас ќе се консултирам со другите, со сите други, и ќе го направам она што во моментов мислам дека е единствено решение, но ќе се консултирам со луѓе што се поискусни во таа област. Што да ви кажам друго, освен она што го осеќам. Јас во моментот се чувствувам како виновник и дека сум пречка некоја во развојот на тамошен, на градот и на зимските работи. Ако сум јас пречка, еве ви кажувам, од кога ова ќе се заврши формално правно, без разлика дали е било криминално или не, ќе го завршиме на друг начин. Јас да се заминал во јавното предпријатие, ако мислите дека јас сум пречка. Така, во моментот се осеќам. Ви благодарам, нема повеќе да сеам, освен ако имате прашање. Ви благодарам, директоре. Не направивте ништо лошо, направивте кривично дело само. Повели Бојковски. Неките збор? Добро. Дали некој друг? Повелете. Благодарам, председателке, колеги советници, почитуван директоре. Ќе почнам од вас. Мене ми е стварно криво за вас што ве намести. Оти на некој му текна 5 до 12, че ќе клајме лизгалишти. Можеше ова што вика колешката, ова можеше да биде пред неколку месеци организирано, да имаме и ценовник и локација и да биде како што треба. Јас стварно ми е криво што за нешто убаво што се прави во градот овде треба да дебатираме и да се расправаме. Меѓутоа, ако ќе не одат редоследно работите, мора да е вака. Прво локацијата.
Не знам, сигурен сум дека вие не одлучвавте таму, него ви беше кажано дека таму мора да биде наместено и тоа сигурен сум во тоа, меѓутоа ние имаме уште еден плоштад, имаме плоштадот кај Домот на културата, кај Центар за култура, кој што морам да ги потсетам колегите дека е изгласан да биде плоштад, да не е паркинг. Уште пред 7 години го имам изгласано тоа да биде плоштад, да е пешачка зона. Можеше да биде таму поставено, а не овде во најтесното грло на Широксо, како да се сопнуваат луѓето. Знаете, ќе течи вода од тоа, има мраз околу него сегде. Не е локацијата едноставно за таму предвиден. А тоа што сте направиле јавна набавка, пак сум сигурен дека не е од вас. Некој ви рекол, сега ќе клајме лизгалиште овде и тоа е. И стално ве носат и вас и нас во таков завршен чин, кај што од немај каде да не плукат битолчани, што вика колешката, еве овие се против лизгалиштето, ајде сега ќе го гласаме колку да има лизгалиште. Неа да така работите, мора да има ред некогаш. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Решение за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на статутот на ЈПП ЈЛП Битола. Само да нагласам дека ние тука цело време разговараме дали да му дајме согласност да се постави лизгалиште, меѓутоа одлуката е измена на статутот на јавното предпријатие, нема врска со дозволата, да не се донесеме во некаква заблуда. Кој е за, ве молам да крени рака. Седумнаесет за. Против? Воздржани? Еден се иззема. 6 воздржани. Констатирам дека одлуката е усвоена. Точка број 2. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цени на услугата за користење на лизгалиште при ЈПП ЈЛП Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. Осумнаесет за. Против? Седум против. Констатирам дека предлогот е усвоен. Минуваме на трета точка од дневниот ред. Решение за давање согласност на одлуката на управниот одбор на ЈКП Водовод Битола со МБС 401-12-36 за подигнување на банкарска гаранција обезбедена со солемизација со извршни клаузули за потребите на ЈКП Водовод Битола со МБС 401-12-36. Како за претходната точка, така и за ова, бидејќи следната точка е за водовод, иста, би сакала да замолам да ни објаснат од јавните предпријатија за што се работи, ако не му е проблем, на кратко. Значи, прво го имаме водовод. Повелете. Благодарам. Значи, согласно постигнатите договори за изведување на градежни работи помеѓу ЈКП Водовод Битола и општина Битола, ЈКП Водовод Битола побара банкарска гаранција за наплата на авансите по основ на договорот договорот помеѓу општина Битола и ЈКП Водовод во точка 1, која што се однесува на нова водоводна линија на потегот село Поешево, село Логоварди во должина од 6 километри, а во висина од 29.349.605 денари. Врз основа на член 18 став 5 од статутот на јавното комунално предпријатие Водовод, а во врска со членовите 7, 8 и 9 на деловникот за работа на управниот одбор на ЈКП Водовод Битола, на ден 16.12.2024 година донесе одлука за подигање банкарска гаранција обезбедена со солемизација со извршени клаузули. Се одобрува јавното комунално предпријатие Водовод да се задолжи кај Стопанска банка АД Битола по основ договор број 08-152-15/2 за издавање на денарска авансна гаранција на износ од 5.869.921
денар кој ќе се склучи и подпиши помеѓу јавното комунално предпријатие и Стопанска банка. Се одобрува како обезбедување на парични побарувања по основ на договор наведен во точката 1 од оваа одлука да служи солемизација на договорот со извршени клаузули подпишани во јавните комунални предпријатија. Ова одлука стапува во сила на денот на донесувањето, а ќе се применува од добијаната согласност од оснивачот, односно Советот на општина Битола. Претходно пред управниот одбор позитивно мислење даде и надзорниот одбор на ЈКПВД од Битола. Благодарам. Нискоградба, сакате заедно, пошто ќе ги разгледваме. Ако е истото... Истото е. Истото од истата банка. Добро. Добро. Отворам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Јас само сакам да го прашам, еве, директорот на Нискоградба, нека ми одговори, или било кој. Ме интересира за оваа постапка, кога се гласа, нели, ова го изгласавме со ребаланс на буџет, така? Ме интересира, некој не ви имаше кажано за ова? Од истото ни се случува како со претходната точка. Дали некој претходно не ви кажа дека вас ќе ви треба ваква одлука на Совет? Бидејќи ако се сеќавате, јас лично ви реков дека ќе заглавите. Повелете. Значи, почитувани советници, откако ја почнавме постапката, ги подпишавме договорите, се направи превид, односно не бевме доволно информирани од типот, согласно Законот за јавни набавки, при авансна исплата на средства се барат гаранции. Од тие причини мораше да ја завршиме ова постапка. Значи, согласно Законот за јавни набавки, член 144, предпријатијата при авансна исплата на средства мора да достават гаранција. Сега, заради административни процедури, гаранцијата трае малце повеќе. Тоа е тоа. Значи, да кажам, за оние советници кои што не се доволно информирани, значи, тука станува збор за ние како јавни предпријатија со одлуката на Совет, покрај одлуките на надзорниот и управниот одбор, сме овластени да подпишиме меници со кои што ќе гарантираме исплатата на средствата кои ни се доделени со овие договори. Мениците ќе траат со почнувањето на работите и со доставување на првата времена ситуација. Кога таа ќе се пушти кон Советот, мислам кон општинската администрација, гаранциите престануваат да важат. Во ред, ви благодарам многу. Дали некој друг бара збор? Повелете. Почитувана председателка, колеги советници, имам неколку прашања. Зошто авансно е одлучено, а досега немало таква практика? И дали проектите кои ви се преку влада доделени бараат таква можност? Бараат таков услов, авансно, со обезбедување на банкарска гаранција? Може да ми одговорат? Може и од место, кај што има микрофон, седнете, не е проблем. Имате и пред вас, имате таму кај Елмир, како сакате. Мислам дека со одлука на влада е предвидено авансно исплаќање за сите проекти што ќе одат со овој инвестицијски бранш што е со заемот од Унгарија. Дали го имате договорот? Тука. Дали го имате во вас договор таков? Договорот со Да општина ни го дајте Битола. на увид, да го обезбедите, да. Нашите договори со општина Битола. Дај, односно договорот од влада, кај што ве условува со авансно плаќање, односно
обезбедување на банкарска Значи гаранција. тоа може да си го побарате од општина Битола. Ние не правиме авансна исплата. Не вие, Во авансна кон вас. договорот кој што ние го подпишуваме со општина Битола пишува во една точка дека ќе се исплати авансно 20% од вредноста на договорот. Ние согласно тој договор, бидејќи ние со договорот склучуваме договор со општина Битола, така? Така. Условите во тој договор ние мора да ги спочитуваме како странка подписник на договорот. Така да мислам дека грешно ви е прашањето кон мене, треба кон други да го барате тоа прашање. Не, само кон вас ми беше дали условот е со тие 20% авансно. Значи, со вака. обезбедување на банкарска. Ве разбрав. Во суштини исто зборам, ама со различни зборови. Председателки, имам барање да се достави тој договор кај што се бара општината, кај што услов поставува вакво обезбедување, да ни се дај на увид. Ние немаме увид во таква работа. Ви благодарам. Имате таков документ? Ние немаме таков документ. Ние имаме само договор со општина Битола во кој во една точка пишува дека 20% ќе се извршат авансно и со последниот ребаланс мислам дека вие и тоа го изгласавте. Не, мене ми е прашањето дали тоа е содржано во оние договори што ги добивме со ребалансот. Колега Бојковски, тие што ни беа доставени 16-те договори или сега накнадно? Ама ги имаме пуштено тие на мейл. Затоа прашувам дали се тие или треба накнадно други да побараме. Ај 5 минути пауза. Дали некој друг бара збор? Повелете. Благодарам, председателке, само кратко, почитувани граѓани. Пред малку видовме превид на едно јавно предпријатие на паркинзи, сега имаме превид кај две други, Искоградба и Водовод. Премногу превиди за премногу краток период. Разговаравме кога беше ребалансот дека авансното плаќање е проблем за јавните предпријатија. Разговаравме дека тогаш треба да понудиме други проекти, ама изгледа немавме подготвено или не имавме желба за таа работа. Не убедуваја колегите во нешто спротивно, меѓутоа ние му дадовме време на времето да покажи и за разлика од се друго не се оптеретуваме кој како ќе ја толкува работата, туку треба да се почитува системот. Не треба да се даде на јавноста до мнение дека овој совет гласа одлуки, па потоа ги прегласува, па потоа заборава, па додава, па придава и тоа му кажува на граѓаните дека институциите не се многу баш за доверба. Затоа ќе повторам уште еднаш дека ставот на СДСМ е секогаш почитување на законската регулатива. Нити еден проект не е помалку важен или побитен или понебитен и така натаму. Меѓутоа гледаме дека јавните предпријатија почнуваат не веќе се во нерентабилно работење и само ваквите работи можат да донесат до поголема загуба. Авансното плаќање е обврска која што доколку некој не си ја заврши својата обврска, повторно јавните предпријатија, односно со парите на граѓаните, некој ќе треба тоа да го исплати. Дали тоа ќе види, пак ќе оставиме на времето и ќе покажи дали сме били во право или не. Благодарам. Повелете, Бојковски. Благодарам, председателке. Да не се створи во јавноста дека нешто тука некој незаконски нешто направил. И на претходната седница, кога се дискутираше поднос на аплицираните и одобрени проекти, јас побарав сите договори кои што ги има случајно општина Битола со конкретните министерства за изведба на проектите, да ни бидат доставени на увид, бидејќи тогаш беше дилемата дали се тие проекти, дали има договори, дали нема. И јасно беше наведено во договорот, и тогаш кажав, уште еднаш ќе повторам, член 6 став 2 пише: корисникот на средствата има право да предвиди аванс
под услови и начин предвидени во Законот за јавни набавки. Односно, корисникот на средствата е Општина Битола. Општина Битола, согласно Законот за јавни набавки, член 24, работите кои што може да ги изведува јавното предпријатие Нискоградба и водовод, канализација и водовод, ги дава со директен договор, согласно Законот за јавни набавки, и согласно Законот за јавни набавки предвидено е дека може да се исплати авансна исплата према во случајот сега договорниот орган Нискоградба и водовод од 20%. За да може да се исплати согласно Законот за јавни набавки тие 20%, Нискоградба и водовод треба да приложат банкарска гаранција за финансиските средства кои што ги бараат авансно. Односно, тие си направиле постапка согласно закон, на одлука на управен одбор, надзорен одбор, мислење, и основачот треба, односно Советот на Општина Битола, треба да донесе одлука. И нема ништо спорно, нема ништо превидено, се во рамките на законот. Тие финансиски средства кои што ги побаруваат, односно им се дозволени јавните предпријатија, да ги искористат за подготовка со репроматеријали кои што ги користат при изведбата на конкретните улици. Нема ништо спорно. Сега викате, превид се направил, не се направил превид. Нема превид. Тие тези не ви држат. Превидот кој што го правеа вашите функционери се избегани и не се достапни на истражните органи. Колега, може да не ја злоупотребвате говорницата, забрзо и вашите ќе бегат. Памтете ми го зборот. Дали некој друг бара збор? Повелете. Благодарам, председателке. Имам кратки прашања до директорите. Односно, дали овие авансни плаќања биле неопходни да се склучи таков договор со општината, односно, овие средства му требале на јавните предпријатија за да ги реализираат овие проекти кои што се предвидени и кои што има склучени договори со општината Битола. И сакам да одговорите дали ова банкарска гаранција што треба се солемилизира, дали има некакви камати, колку од тоа авансно плаќање или од вкупната вредност на целиот проект ќе се платат кон банките. Благодарам. Прашања? Доколку немате повеќе прашања, го затварам претресот. Извинете, председателки, јас имав прашање до директорите, дали... Ама гледам не креват рак, не знам уж никјат одговорот. Не можам да ги натерам со сила. Ајде, повелете. Значи, да не се повторувам, и на комисијата јасно кажавме дека во овие кризни времиња, со зголемени инфлации, зголемени плати, зголемени трошоци на предпријатијата, секако дека овие авансни исплати се потребни на предпријатијата за понатамошно функционирање. Добро се сеќавате дека и кога ги побаравме цените, какво беше вашето гласање и еден дел за состојбата на овие предпријатија ја сносите и вие како советници. И друга работа што сакам да напоменам, второто прашање, се извинувам, за трошоците спрема банката. Трошоците спрема банката се 2% на квартален период, што значи за 3 месеци се плаќа услуга од 2% кон банката. Колку време ќе трае гаранцијата зависи од динамиката и условите за работа на проектите. Доколку влеземе порано, можеме да платиме максимум 2 квартали, односно цел товар ќе биде околу 4% на износот на целата гаранција. Тие се тарифи кои се законски во банкарскиот сектор. Благодарам. Повелете. Само појаснување за јавноста, значи заради ова авансно плаќање, односно заради склучениот договор со општина Битола, јавните предпријатија ќе имаат обврска дополнително да исплаќаат износ во банките, односно како што кажавте вие, од сумата што би ја зеле по завршување на работата би се одзеле, ако
работата трае 2 квартали, околу 4% ќе се намали потенцијалната добивка што би имало јавното предпријатие, доколку овие авансни плаќања не биле исплатени. Дали сум точен или нешто грешам? Односно, ако беше исплатата не авансна на крајот од завршување на договорот, пример за водовод што изнесува 5.600.000, мислам, ова банкарска гаранција, од нив ќе се одземе пример 4% и ќе се намали износот што би го зел компанијата. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претрес. Предлогот го ставам на гласање. Сите сте тука? Добро. Точка број 3. Решение за давање на согласност на одлуката на управниот одбор на јавното комунално предпријатие Водовод Битола со МБС 401-1236 за подигнување на банкарска гаранција обезбедена со солемнизација со извршени клаузули за потребите на ЈКП Водовод Битола со МБС 401-1236. Кој е за, ве молам да крени рака. Да, и Чулаковски. Не се дели мене. 19 за, против. Шест против. Констатирам дека предлогот е усвоен. Точка број 4. Решение за давање на согласност на одлуката на управниот одбор на КЈП Нискоградба Битола со МБС 401-1279 за подигнување на банкарски гаранции обезбедени со солемизации со извршени клаузули за потребите на КЈП Нискоградба Битола со МБС 401-1279. Кој е за, ве молам да крени рака. Во ред. Во ред. 18 за, против 5. Констатирам дека предлогот е усвоен. Со ова дневниот ред за денешната седница е исцрпен. Истата ја заклучувам и благодарам на присуството.